И во штркало седело која сака Господ дава, чита Александар Станојков. Еден маж и една жена си имале 4 синови. Тројцата многу работни, а најмалиот бил најмрзлив, да не му речи човек да вати работа со рака. А пак на тројцата браќа, без да му речи татко му за некоја работа, сами си ја знаеја работа. А бре татко, му велеле тројцата синови, како ќе правиме со малиот ни брат, што не ваќа никаква работа, не е срамота ние сите да работиме дењи и ноќи да носиме в куќи, а пак малиот само да си седи. Речи му бре татко, нека вати некоја работа, сега веќе не е мал, та да не може да работи, а ние да го раниме. Сум му рекол, бре синковци, па ќе му речам, ама кога не слуша, што да му правам? Ќе го потрпите уште некое време да Белчим ќе му се смили нему работата, као што ви се смилила и вам. Така велејќи му татко му на тројцата синови се замолчувале. Арно ама, малиот си седи и си јади без да мисли да работи. Другаш ќе плачеле на мајка си отине работи по малиот брат. Бидете живи бре синковци и здрави, вие работите и, а ако седи брат ви Белчи со негојиот късмет живејте и вие, чунти куче и маче има късметли, а не човек. Слушај мајко вамо, таквите бабињи деветињи ние не слушаме веќе. Ја ќе му речиш да работи кој што работиме ние, ја кажи ни ние да си излеземе и друго чаре не бидува. Кажи му и на татка, што ќе ти рече, кажи ни да си бараме крајо. Слушајќи тие зборови мајката од синоје, му и кажала на мажа си и седнале да мислат као да прават. Мислиле, шестиле, најпосле му насипнашле да го молат малиот син да го пратат на туѓина. Го викнаа при себе и го молија да го пратат во некој град да се глави, али друга некоја работа да вати. Ај бре синко, оди на туѓина, му велеле. Да Белчим ќе ти се смили работата, да поработиш некоја година, да ако ти се смачи, пак ела си. Ај, остајне да кастим еден залак хлеб на рат. Или гледаш, браќата кај ни се срдат нами, не оставаат ниту ден да не ни речат за дека не работиш ти. Ете и тебе кај ти велат секи ден. И заошто да не сме сите на рад? Ајде, ќе ти направиме еден кат алишта за попат опинци и шиене ќе ти купиме, ти раџија ќе ти ватиме и некоја пара ќе ти дајме да ти се најдат и за попат и за тамо. На толку молење што го молија, кандисал. Кога разбра браќата оти ќе оди по малиот брат на туѓина, од радост ќе излетаа дека ќе истуркаат зло од куќа. Му сошија 2 ката алишта, му купија опинци, објала и го променија како некој зет конјарски. Му ватија и тираџија и едно утро го испратија бајаѓи далеку од селото и со радост сите се вратија назад. Враќајќи се назад, браќата врлија по еден камен со ниет да не се врати веќе назад мрзливиот брат. Одејќи мрзливиот брат со тираџиите, дошле кај пладништето кај некои косени ливаѓе и растоариле коњите, те и пуштиле да пасат. И си полегнале тираџиите зад копите од сеното под сенка, да и варда коњите да не го јада сеното, да после да и вати полјако. Му се приспало на момчето и отишло под една голема врба да си легни под сенката да си поспие. Уште не заспиено момчето, дошол еден штрк на врбата, чунки таму имало штркало седало и се расклјакал да кљака. Рипнало момчето од кај што лежало и погледало горе кај штрко и се собуло да се качило по врба горе да му расипи седелото на штрко и за да си спие раат. Чекај да видиш ти штрку еден да ми кљакаш и не ме оставаш да спијам. Си чинал разговор сам и едно се качил кај седелото, избегале сите штркои и се ополил во седелото да види прво што има. И кога гледа еден као смок завиткан во седелото без глава. Ана, дали е жив овој смок, дали е умрен? Ја чекај да го видам смоков дали е жив, ама не верувам да е жив, чунти глава нема. Посигнал и го ватил. Кога гледа ќемер со алтани. Кога го извел се заодил и го остил нетурнато седелото, та си седнал од врбата и се извел неколку лири од ќемерот и си го опашал ќемером на голо и му дошол кај тираџиите. Кога дава Госпо, и во штркало седело дава, си велело момчето само со себе. Бре тираџи, знаеш што сакам да ти речам? Јас на туѓина не ви одам.
Од овде назад ќе се вратам, армама пеш да одам ми е мак. А ако сакате, продајте ми един конј за да си го јавнам и да се вратам. Знаејќи го ќераџиите од што не работеше го истераа од дома и му нарачале браќата како да го однесат на туѓина, да бидејќи не ќе се врати уште еднаш назад. Му рекаа, ќе ти продаеме конј бре душко која ќе те носиме на туѓина? Тоа само не бидува, ќе те носиме на туѓина таков извим имаме од татка ти, од мајка ти, од браќа ти, му рекле ќераџиите. Ама со сила ќе ме носите, а? Лели било така, еве јас се враќам и ако смееш, ела земи ме со сила. Така велејќи му момчето, си се вратило и си дошло дома. Кога го видела мајка му се ватила за образ и си ја подкасала рилката, та му рекла: Синко, да што е овој срам што ми донес? Мора ми зошто се врати бре синко? Ќе се вратам? Ја како? Ами, зашто да не се вратам? Кога дава Госпи во штрко седело, Госпо дава мајко. Еве, за тоа се вратив, мајко. Пусто останало што ќе ти дај Господ седење на колк, бре синко. Ете, од седење мајко Господа, да се увериш, ела вамо да видиш и да се увериш. И е рекло, и е внело во одаја, так си го истури ќемеро со едно чудо алтани и даде на мајка си да си клаив ковчег. Кај ручек време, си дошол и татко му и кога го видел се вчудовидел. Море оти се врати бре синко што овој маскарлак што ни го правиш? Вчера отиде на туѓина ѓоа да работиш и да спечелиш некоја пара, да се сториш и тиарен при браќа ти, денеска се врати без да не засрамиш, оти толкова пари поарчивме за попати за таму да ти се најдат. Ајде мене и мајка ти за пустине, ами кој ќе те видат браќа ти, со кое лице ќе и погледаш бре? До збора бре татко. Ја ела вамо да видиш нешто и да повераш што ти Господ дава и во штркао седело. Го однесе кај ковчето и му отвори мајка му, те му и покажа алтаните. Виде татко, оти Господ на слепото пиле седелото му го прави? Ајде да видиме и браќа ми, која ќе спечела толку алтани? Кога виде таткото толку алтани, се вчудоневиде и го грабна сина си, та го бакна в чело. Ајде да си ми благословен бре синко, му рекол. Вечерта беа си дошле браќата и кога го виделе помалиот брат дојден, змија беше ги клукнало за срце. Туф бре, ѓоа куртулистав му од еден мрзло од куќава и несреќен и мрзлев, ете ти го паси дошол. Насрдени и налутени како пипер, беаше легле во куќи и ни црна, ни бела со малиот брат сторија. Гледајќи и таткото и мајката весели, уште поеќе беа се налутиле. Голем ќеф правите вие, татко и мајко, дека ви дојде мрзло, му рекле. Ама треба да знаете, оти ние се излегуваме и тој нека ве гледа, лели толку ви е мил, му рекле. Нека вие да излезете синковци, му рекол татко му, ами елате по мене да видите што спечалил брат ви во 2 дни, та да се уверите, оти тој поеќе ќе не гледа и нас и вас. Кога му и покажа алтаните, се вчудовиделе браќата и си подкасале рилчите и го грабнале, да го избакнале. И од тој саат почнале голема трговија да работат и многу се обогатиле.